Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Снежно ноемвриско предвечерје, кога радиопрограмата Глас од Македонија повторно сака да ве посети во вашите домови со македонскиот збор и песна. Вечерва, покрај Блиц вести од Македонија, ќе ви представиме од рубриката Профил ликот на нашиот сонародник Ѓорѓи Кизовски од село Габреш Костурско, а пак последните минути со мојот коментар на неделата. Инаку, утре е празникот Свети Арангел Михаил. Сите кои го носат ова име, нека ми е честито, а ние пак да одиме со прилогот за утрешниот празник. На 21 ноември го славиме споменот за светиот Архангел Михаил и останатите небесни и безтелесни сили. Од длабока древност, Божите ангели биле празнувани од луѓето, но тоа празнување често се претворало во обожување на ангелите, па некои во нив гледале богови, а други ги сметале за создатели на сиот видлив свет. Според христијанското учење, има 9 ангелски чинови: серафими, херувими, престоли, господства, сили, власти, начала, архангели и ангели. Војвода на целата ангелска војска е архистратигот Михаил. Кога сатаната, тоест Луцифер, отпаднал од Бога и со себе повлекол во пропаст еден дел од ангелите, тогаш Михаил станал и возвикнал пред неотпаднатите ангели: да внимаваме, да застанеме добро, да стоиме со страв. Во тој миг, сите небесни војски на верните Божји ангели громко запеале: свет, свет, свет е Господ Саваот, да се исполнат небото и земјата со славата Твоја. Ангелите се создадени од Бога, обдарени се со сила, ум, волја и се далеку посовршени од човекот. Меѓу нив владее едномислие, еднодушност, љубов и потполна послушност на пониските чинови кон повисоките и на сите заедно кон светата Божја волја. Инаку самото име ангел значи вестител, служител, а во тоа се состои и мисијата на безтелесните сили. Имено ангелите го објавиле Христовото воскресение. Постојано им помагале и ги крепеле апостолите, светителите, мачениците. Да не заборавиме, ангели се јавили на Пресветата Богородица и рекол дека ќе роди Син Божи, и така натаму, и така натаму. Секој народ и секој христијанин си имаат свој ангел-пазител. Треба да знаеме дека што и да правиме, јавно или тајно, го правиме во присуство на својот ангел-чувар, нашиот застапник пред Создателот на сите и на се. За многу години. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки слично да продолжи да се емитува и понатаму ова радиопрограма. Емисијата на Глас од Македонија можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на The Voice of Macedonia, каде можете и да кликнете на Subscribe, со тоа ја поддржувате и програмата. Но исто така, покрај што слушате на радио на 101.3 FM, можете и директно секоја недела од 6 часот навечер да звоните на 416 593 0055 и да ја слушате целата радиопрограма. Оркестарот на Ице
Георгиев и Тасе Стојановски ја проучуе на секаде на овие простори. Вистинска веселба да ве заиграат и запеат и ги разведрат вашите срца. Затоа за семени слави, крштевки, свадби, родендени, банкети или било какви друштвени веселби, јавете се кај ИЦЕ на телефон 647 224 8797. Управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Влади Димитриевски ве поканува на уште едно чествување по повод патрониот ден на истоимената црква на 10 декември од 7 часот навечер во големата сала на црквата Свети Климент Охридски. Со богато јадење и пријатни часови во игра и песна ќе поминете уште една декемвриска ноќ. За резервации на карти јавете се на 416 421 7451. А пак црковната управа на Црквата Света Недела од Ејџекс со председателот Славе Бунтески ве поканува заедно да ја дочекате новата 2023 година во салата на истоимената црква со почеток во 7 часот навечер. Богатата гозба која за возрастни е $80, а за деца до 12 години само $30, со кеш бар, како и што викате, но и разиграната музика, исто така, што низ целата вечер ќе биде со вас со оркестрот на Ице и Веле, ќе биде уште една незаборавена вечер. За влезни карти јавете се на 905 426 5355. А сега да одиме со откривајќи го ликот на нашиот сонародник Ѓорѓи Кизовски од Костурското село Габреш. На 839 метри надморска височина, наречиси стариот автопат Лерин Костур, се наоѓа Костурското село Габреш на западниот дел од реката Бистрица или Габрешка река, а 20 километри оддалечено северно од градот Костур, во местноста Корешта, планинско село, тоа е Габреш. Ова костурско село, кое е познато со многуте габрешки извори, го красат црквите Свети Никола, кој е и заштитник на селото и селска слава. Исто така црквата Свети Мина и Пречиста, чии иницијаториот зидарот Илија Кизов, инаку дедото на вечерашниот наш лик, што ќе го представиме во рубриката Профил. Селото се занимава со земјоделие, сточарство и овоштарство, а посебно со ореви и лешници. Инаку во ова место се застапени од дивите животни мечката, волкот, лисицата и зајакот, како и влекачите, односно змиите. Познато со местноста Борбена Корешта, како гнездо на комитите, Илија Кизовски беше со комитите и војводите за време на Илинденското востание, и тоа со Митре Влавот, Лазар Поптрајков, Васил Чакаларов, Панде Клашов и други. За време на Втората светска војна и така наречената граѓанска војна, 30 до 40 млади отидоа партизани, меѓу кои и Наум Пеов, Михајло Керамиджиев, а 1947 година се направи масовно мобилизирање на помладите жители од Габреш, додека пак на 27 март 1948 година 50 до 60 деца од 2 до 15 годишна возраст ги однесоа во источноевропските држави. Од селото Габреш се и познатите меѓу нас покојните Стив Ставро и Џан Битов, а селото пак Габреш се многу иселени во европските држави, како и во прекоокеанските држави, како Канада, САД и Австралија.
sada oda, kini sada oda, kini sada oda, ovom belena gosti, ovom belena gosti. Oydu durde, oydu, oydu durde, oydu, oydu durde, oydu do belata çeşma, do belata çeşma. Senada počina, senada počina, senada počina, voda da se napijam, voda da se napijam. Abero mi dojde, abero mi dojde, abero mi dojde, vrni se nevesto, vrni se nevesto. Momče to ti dojde, momče to ti dojde, momče to ti dojde, do mane te najde, do mane te najde. Tuku mi te najde, tuku mi te najde, tuku mi te najde, u majkana gosti, u majkana gosti. Pljus na beli raci, pljus na beli raci, pljus na beli raci, polni beležici, polni beležici. Lele jaska želna, lele jaska želna, kojke moja da ti belata promena, belata promena, kojke moja da ti belata promena, sosevda pravena. Neka muja dadi, neka muja dadi, neka muja dadi, zonja koljovica, zonja koljovica. Neka muja dadi, zonja koljovica, i ja trva kiraca. Ѓорѓи Кизовски, кој е роден во 1934 година во село Габреш, е еден од тројцата синови на Ламбро и Дафина Кизови, заедно со неговите брајка Минчо и Илија и сестрата Лина. Основното училиште, но на грчки јазик го учеше во неговото родно село. Меѓутоа отпочна Втората светска војна, така да после 2 години на училиште беше прекинато. Училиштето се затвори за да повторно по Втората светска војна од 1945 до 1946 година повторно продолжи со основното образование на грчки јазик, за да пак во 1947 година учеше на македонски јазик, каде со помош на учителот Павле Калков ја научи македонската азбука, поточно Кизовски научи да пишува и чита на македонски. Но со така наречената граѓанска војна, и тој беше едно од 50 или 60 деца протерани од татковото огниште. Преминувајќи ја вештачката македонско-македонска граница преку Преспа, доаѓа во Дупени и Љубојно за една вечер, а потоа продолжува со групата, останувајќи во село Браилово за една недела. Оттаму во Србија во Булкас и на крај го носат во Чешка. 2 години одеше на училиште каде учеше на македонски и чешки јазик, а потоа други 2 години во занаечиска школа, за да пак како еден од најсолидните ученици државата го прати на виша техничка школа, каде потоа во градот Трнов се вработува во леарница како технолог. 1957 година стапува во брак со Лена Колева, ќерка на Илија и Транда Колеви од село Трново Преспа, која исто така беше една од протераните деца од егејскиот дел на Македонија во така наречената граѓанска војна.
Двајцата се збогатуваат во фамилијата со две рожби, синот Васил и ќерката Олга, а денес пак се радосни и среќни со 7 внуци. Па во продолжение да чуеме песна посветена на неговата сопруга Лена, а за вас ќе испее турската солисткиња Гамзе Метрачи, инаку која е турчинка по потекло, родена и живее во Турција. Твоите очи, лено мори, воденски череши се. Дай ми ги на мене, аз да ги седам. Мерак, лено мори, мерак да ми помини. Твоето лице, лено мори, ленинско си миче. Дай ми го на мене, аз да го изедам. Мерак, лено мори, мерак да ми помини. Твоето усте, лено мори, костурско кутивче. Дай ми го на мене, аз да го отворя. Мерак, лено мори, мерак да ми помини. Твоята снага, лено мори, тенка е, висока е. Дай ми я на мене, аз да я прегърна. Мерак, лено мори, мерак
Првата средба помеѓу Ѓорѓи Кизовски и неговите родители беше драматична. Така да после 11 години одделени во 1959 година, тој со фамилијата доаѓа во Скопје за да ја запознаат, за да ја видат нивната снаа и синот, а посебно нивното прво внуче. Средбата нивна беше тешка, но сепак радосна, зашто после толку години дојде време да се видат, да се прегрнат, без да мислат на солзите кои непрекидно течеа по нивните лица, но сепак солзи радосници. 1963 година се сели во Македонија, каде се вработува на професијата и вонредно продолжува со школувањето на Метеоролошкиот факултет на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, за да ја добие и дипломата инженер. Во Скопје Ѓорѓи Кизовски со фамилијата живееше околу 10 години, така да во 1972 година доаѓа во Канада, каде се вработува во трговска фирма во трговија, се до неговата пензија. Инаку, Кизовски уште како момче младо ја осети туѓината, ладна, без мајка и татко, но мораше да оди напред со животот. Многу пати тој, како и многу од тие протерани деца, се прашуваше: зошто јас да бидам далеку одделен од најблиските? Дали е ова од Господа или судбина да одам по европските друмови, а да не бидам со моите наимендени слави, каде е срецело, зурлите, гајдите, гарнетите свиреа, а оддекнуваа и тапаните, повикувајќи не нас младите моми и момчиња да се фатиме на орото. Што би ли прават татко ми и мајка ми и сите мои најблиски? Дали уште мајка ми плаче и со солзи заспива за мене и мојот брат? Господи Боже, што толку сум ти сгрешил за да лутам во туѓина? Кој толку не проеколна за ова наша егијска судбина? Со сето ова Ѓорѓи Кизовски беше обседнат со мислите и не случајно што со доаѓањето во Канада се вклопува во македонската заедница, за да од 1982 година беше член на раководството и цело време председател на Сдруженијето, како што велат, на децата бегалци, а јас пак велам на протераните деца од егејскиот дел на Македонија од страна на западните држави. Важно е да се спомне дека успешните банкети што ги правеа во Торонто, а посебно кога во 1988 година во Скопје ја направија првата средба на тие некогашни протерани деца од Егејот, а потоа повторно 1998 и 2003 година, кога невидени браќа и сестри, роднини и соселани многу години со првата средба се сретна во Скопје и не внимавајќи некој со силен плач, со крикови, со солзи радосници, сврсто се прегрнуваа, иако многу од нив не можеа и да се препознат на самиот почеток. Навистина тешка гледка, срцето да ти плаче, срцето да ти се кине од жал, но повторно да кажам, егијска судбина. Со овие средби, посебно првата во 1988 година, се напиша уште една нова страница во историјата на македонскиот народ. Železný duši se veči
učiteljice večeri. Инаку, ако треба да зборуваме за Ѓорѓи Кизовски, тој е човек кој разумно ги следи настаните и нештата. Знае да го сослуша соговорникот и на својствен начин, доколку греши, да се постави на негово место, поточно на местото на соговорникот или групата и заедно да го совладаат и да го решат проблемот. Додека некој од нас директно одиме во критика или со повишен глас, овој наш соговорник Габрешанец во неговиот карактер како да е вродена дипломатијата. И не случајно што цело време под председател на Сдруженијето на протераните деца од Егејскиот дел на Македонија овде во Торонто. Почитувани од најголемиот дел на македонци кои го познаваат, но има и зошто. Затоа што Ѓорѓи Кизовски не знае да мрази, искрен кон секого, а поготово кон неговите пријатели. Тој со неговата сопруга Лена помага онаму каде што можат, како што беше и случајот кога во најтешките мои моменти и проблеми ми излегува во пресред, за кое јавно сакам да се заблагодарам. Радосни и горди со својата фамилија, а посебно со нивните 7 внуци, желбата нивна е да станат прадедо и прабаба, но и уште една голема желба. Сите македонци, како клечињата во кутијата на кибритот, како сложни браќа да одиме напред, велат, и во најбрзо време Македонија да ја видиме цела. Чувајте го ова парче земја, македонци. Чувајте ја Македонија. Македонија. Чувајте го ова парче од земја проколната, раѓајте со благослов својих поколенија, на дрво што не раѓа, секира му светка корен. Земјо Македонијо, ништо не те плашеше, свелони свеколите, народот те градеше. Гордо Македонијо, чекори кон сонцето, чега Александрови
Makedonija, negde ke živete, Evropa, Amerika, Kanada, Australija, no bez ova parče zemlja, kade ke se vratite, koga mladost ke vi mine, starost da dočekate. Zemljo Makedonijo, ništo ne te plašeše, sve oni sve korite, narodom te gradeše. Koliko Makedonijo, če gori kod sonce to, če da Aleksandrovi, sova se Kristinata. Zemljo Makedonijo, ništo ne te plašeše, sve oni sve korite, narodom te gradeše. Gordo Makedonijo, če gori kod sonce to, če da Aleksandrovi, sova se Kristinata. Gordo Makedonijo, če gori kod sonce to, če da Aleksandrovi, sova se Kristinata. Gordo Makedonijo. Би сакала најпрво да се заблагодарам до сите вас, почитувани слушатели, кои минатата година, кога радио часот Глас од Македонија беше решено да се затвори, вие, мои сонародници, не го дозволивте тоа. Меѓутоа, морам да признам дека Глас од Македонија има потреба и оваа година од вас за да продолжи да се емитува понатаму. Убедена сум дека нема да дозволите да се затвори ова наша македонска програма која постои 52 години и е најстара македонска радиопрограма во диаспората, за кое би сакала претходно да ви се заблагодарам, зашто реално кажано најмалку $50 да извадите од вашиот буџет не е многу. Доколку праќате чек, можете да го напишете на радиостаницата CMR, а ако сакате директно в банка да платите или за било какви информации, јавете се на 647 780 6549. Црковната управа на Света Недела од Еџекс со председателот Славе Бунтевски ве поканува заедно да ја дочекате новата 2023 година во салата на истоимената црква со почеток во 7 часот навечер. Богатата гозба која за возрастни $80, а за деца до 12 години $30 со кешбар, како што велите, и разиграната музика што низ целата вечер ќе биде со вас со оркестрот на Ице и Веле, ќе биде уште една незаборавена вечер. За влезници јавете се на 905 426 5355. А управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Влади Димитриевски ве поканува на уште едно чествување по повод патрониот ден на црквата Свети Климент Охридски од 7 часот навечер во големата сала. Со богато јадење и пријатни часови, во игра и песна ќе поминете убава вечер. За резервација јавете се на 416 421 7451. Фирмата Недан Тим Рилистет, специјалисти за продавање и купување на куќи. Дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич. Затоа за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, побарајте го Васко Недановски на 647 333 9628 или 905 877 8262.
А дали сакате да купите пак ауто, дали сте од марката Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или некој дел. Тука меѓу нас е нашиот сонародник Васил Кајчевски. За гарантирано, за добра и квалитетна работа, односно сервис и за поволна цена го прави Васил Кајчевски. Телефонот е 416 725 6335. Пред да одиме со последните минути со мојот коментар на неделата, најпрво да ги чуеме Блиц вестите. Актуелниот парламентарен состав нема да изгласа уставни измени за вметнување на бугарите во него. На власта и недостасуваат 7 пратеници кои нема да ги најде, вели за Канал 5 председателот на Левица Димитар Апасиев. Единствено решение вели дека се предвремени парламентарни избори, а убеден е и дека Левица ќе добие многу повеќе пратенички мандати, со што целосно би пропаднал планот за уставни измени. Тоа е пиши крст пропала, нема уставни измени во овој мандат, а во идниот уште помалце, затоа што во идниот мандат Левица ќе има двоцифрен број мандати, тоа што позициите ќе бидат многу подрастично променети. Нема да има уставни измени. Тие се ќе сторат за да останат на власт, тоа нас не чуди и затоа да, нашиот став е што побрзо избори, тоа подобро за државата. За обвинувањата од премиерот Ковачевски дека Левица е вистинска опасност за евроинтеграциите на Македонија, а Мицкоски е нивни заложник. Апасиев смета дека ваквите констатации се резултат на изедначување на рейтинзите на неговата партија и владеачката коалиција. СОВМР ДПМН не сме ниту во неформална коалиција, ниту во брачна заедница. Туку за некои прашања како опозицијски партии имаме слични ставови, вели Апасиев. Това се несериозни изјави од еден неизбран премиер, односно премиер кој никогаш не излегол на избори. Мојата теорија е дека анкетите се тие кои што ги тераат на вакви прилично несвојствени и политички некоректни изјави од нивна страна. До сега некоректноста беше наша одлика на Левица, но сега гледаме дека СДС го презема тој дискурс малце на по-радикални изјави. Според последните анкети, СДС заедно со коалицијата падна под 200.000, околу 180.000 гласови, додека Левица е околу 105.000 гласови и тука е фрустрацијата. По најавите дека Алијанса за албанците од опозиција е можно да премине во владеачкото мнозинство, Апасиев оценува дека овие пратеници веќе соработуваат со власта кога е потребен кворум за седници. Вели дека веќе се шпекулира колку и кои министерски и директорски места ќе ги добијат, со што според него СДСМ ќе биде малцинство во владата. Таен документот ЦИА од 1971 година ги најавува денешните случувања со Бугарија. Британскиот весник Financial Times во статија насловена ЕУ прави проблеми со своите балкански планови за проширување, во која што авторот се повикува токму на документот на ЦИА, насловен како Македонски синдром. Деталите што содржи овој декласифициран документ, а ги антиципираат и денешните состојби од Јана Јосифовска. Македонскиот идентитет и посебност е проблем за Бугарија уште од минатиот век, покажува декласифицираниот документ на ЦИА од 1971 година, насловен како Македонски синдром, хроничната криза во југословенско-бугарските односи, кој го објави угледниот британски весник Financial Times. Целиот документ на ЦИА има 15 страници, кој го опфаќа проблемот со така нареченото македонско прашање, на кое Бугарија сакала да има влијание, како и цврстиот одговор од југословенската страна и од Тито. Financial Times посочува дека овој документ е јасна анализа на еден од најнерешливите историски спорови во југоисточна Европа и дека и покрај различниот геополитички контекст, тензиите околу македонскиот идентитет останале нерешени. Во еден дел од извештајот се вели: Југославија гледа на одбивањето на Бугарија да го признае постоењето на посебна македонска националност како потенцијална закана за територијалниот интегритет на Југославија. Југословените неодамна станаа немирни поради како што го сметаат премолченото одобрување од страна на Кремљ на тврдењето на Софија дека Македонија е населена со бугари. Во Белград, например, беше забележано дека бугарските притисоци во Македонија на моменти го достигнаа својот врв кога тензиите беа невообичаено високи меѓу Белград и Москва, како кога Југославија го изрази своето противење на советската окупација на Чехословачка во 1968 година. Потоа се објаснува дека овие настани се рефлексија на југословенско-советските односи.
Македонското прашање беше оживено во кампањата која Живков ја покрена во 1965-та. Идејата беше да се развие етосот на патриотизам и национален дух кај младината во тогаш емоционално стагнирачката земја. Спорот околу Македонија стана клучна точка во изградбата на националната гордост, која беше задушена од подреденоста на Бугарската комунистичка партија на Советскиот сојуз. Ција дава бекграунд за тврдењата дека македонците се бугари одсечени од својата татковина и му посветува внимание на оживувањето на договорот од Сан Стефано од 1878-та. Од 1967 година многу бугарски академици и политичарите беа ангажирани во издавање книги и написи кои ја поддржуваа расправата дека Македонија припаѓала етнички, историски или духовно на бугарската нација. Одамна заборавените редентистички автори и нивните трудови беа реоткриени и републикувани. Во јануари 1967 година Софија го прослави роденденот на Гоце Делчев, починатиот македонски патриот, кој во таа пригода беше означен како бугарски патриот. Во извештајот стои дека спорот бил подигнат на ниво на официјални билатерални односи на 29 јануари 1968 година, кога бугарскиот амбасадор во Белград беше посоветуван од Југословенското министерство за надворешни работи за штетата што Софија може да ја направи за македонското прашање за односите меѓу двете земји. Без оглед на ова укажување, Ција наведува дека во февруари 68 година, на 90 годишнината од Сан Стефано, бугарите одржале масовна церемонија во Софија на која учесниците жалеле за бугарската загуба на Македонија. По ова, ниту една страна не покажа склоност да дозволи проблемот да се намали, напротив, оценуваат разузнавачите. Во овој таен документ на Ција недостасуваат неколку пасоси кои очигледно се намерно покриени и еден важен детаљ, процентот на македонци во Пиринска Македонија во 1965 година. Останува дилемата дали причината за ова е волшебното исчезнување на македонците помеѓу двата пописа во Бугарија. Во 1956 година се забележани повеќе од 187.000 македонци, додека 9 години подоцна избројани се само 9.600. А сега со мојот коментар на неделата. И ова година ќе го слават формирањето на албанската азбука што беше направена во Битола од западните држави, за да пак по балканските војни направената држава, повторно на македонска територија наречена Албанија, токму од Австро-Унгарија, Италија, Германија, исто како што Израел кога требаше да се креира како држава, па размислува дали егејскиот дел на Македонија да биде држава наречена Израел или пак да направат во Етиопија, за да на крај им земат дел од Палестина и го направија Израел на 14. мај 1948 година. Така и конзулите во Македонија, односно во Битола, најпрво ја направија азбуката. Меѓутоа, веќе се откриваат нови податоци дека евреите се од македонски корени, кои ја зедоа еврејската религија, исто како што и денес од православни стануваат протестанти, јаховини сведоци, евангелисти и така натаму. Можеби за некои ова ќе биде чудно, но и тука ќе излезе вистината на површина, иако евреите се фанатици и не сакаат пред нив да има некој. Кога зборувам за евреите, мислам на европските евреи, а не на оние од Етиопија кои ја примија еврејската религија. Затоа и сака во својата држава, односно егејскиот дел на Македонија, да направат израелска држава, поточно, како што реков, во егејскиот дел на Македонија. А Западот ни кажува наводно дека дошле од Шпанија евреите, во ред дојдени од Шпанија, но таму староседелците пак беа пелазги, односно пелазиско племе, односно македонци, а овие новите шпанци се дојдени од Мароко, од Африка. Меѓутоа, да се вратам на азбуката албанска. Големи церемонии се прават за населението кое е малцинство во Република Македонија, зборувам за албанското, а наши историски настани ни ги поврзуваат со дошлаци на Балканот. Не сум против ова што ги прават прославите, но зошто пак во таа ново компонирана држава во 20 век, би рекла, бидејќи официјално Албанија стана 1920 година како држава Албанија, не се прават прослави на државно ниво за македонските историски настани.
И нема што да зборуваме кога владата на Република Македонија е навистина турни медакинисам. Народната поговорка вели: јазикот коски нема, ама коски крши. А јас ќе надоврзам што еден наш новинар пишува. Зборот и служи на стварноста, на реалноста. Со неа владее зборот, ги следи вистината и лагата со исто задоволство. Зборот е слободен, но и заробен, како што е случајот кај македонскиот народ. Меѓутоа, зборот е студеното оружје. Тоа е стомакот што топи цели карпи, рит или брдо, поголемо од самото брдо. Пред се сите битки биле за зборот, зборови противречни. На разни места истиот збор стои наспроти самиот себе. Додека македонската влада е продадена за скршен денар, не би рекла нити за еден денар, туку за скршен денар, ние најголемиот дел од македонскиот народ, било во Република Македонија, било во соседните држави или на секаде каде што живеат во светот македонци, не смееме да го направиме како нив, зашто парата е јуда. Обично се вели: парата и силата се оружјето. Ако те напуштат, ќе останеш сам. Но ние македонците не смееме да се разочараме, оправдувајќи се дека сме мал народ и не сме силни. Не. Такво нешто не сме нити да се мисли кога се работи за националното, према мене не постои и не сме да постои таква мисла. Нашите битки за во овие модерни времиња што Западот ги направи како вештачки и со зборот наш македонски и за зборот за се што е македонско мора да продолжат. Но одлуката на нас македонците е дали да бидеш млитав, да плачеш или да бидеш исто така губитник, за да потоа си играат со тебе како што сакаат. А примерот веќе го имаме со нашите политичари во Македонија, кој е и факт. Или пак треба да отпочнеме со суровост према секој кој не предаде. Доволно беа тие така наречени пријатели од Западот. Време е да се свртиме на исток, зашто од исток се појавува сонцето за да не осветли, а на Запад зајди сонце кое нас не носи во темнина. И бидејќи сме потомци на Филип, Александар, Кирил и Методи, Самуил, Гоце и многу други кралеви, цареви, војводи, комити, партизани, борци, не смееме да кукаме, не смееме да се жалиме. Мора храбро да се спротиставиме, да не подлегнуваме на нивните интриги, па макар, како што реков, и сурови да бидеме. Дури тогаш ќе дојде вистинскиот пријател на македонскиот народ, кој самиот во себе го притиска душата, тој некој ќе мора да ја отвори вратата, па со негова помош да не направи да бидеме многу посилни и солидарни, се додека не ја издвоиме нашата победа. Затоа, верувајте во себе, почитуван мој народе, само така е загарантирана нашата победа врз неправдите нанесени на нас, македонците. Земја кај што живеам, да ме теши никој немам, убава е, но за мене не, овде сонце не ме грее. Една земја има за мене, таму мојто срце живе, родна грудка, старо огниште, кај се роди мило двориште. Една земја има за мене, таму мојто срце живе, на Балканот земја најмила, наша мила Македонија.
Od sve ima što će posakam, no ne možam da je zasakam. Ima pari, ima bogatstvo, a ovo gradi srce žalostno. Jedna zemlja ima za mene, tamo moj to srce žive. Rodna grutka, staro ognjište, kaj se rodi milodorište. Jedna zemlja ima za mene, tamo moj to srce žive. Na Balkanu zemlja najmila, naša mila Makedonija. Brgumina pusta mladost, ne osjetiv troška radost, reši tamo da zaminam, so majčica da poživeam. Jedna zemlja ima za mene, tamo moj to srce žive. Rodna grutka, staro ognjište, kaj se rodi milodorište. Jedna zemlja ima za mene, tamo moj to srce žive. Na Balkanu zemlja najmila, naša mila Makedonija. Да спомнам дека сите вие кои планирате да одите за Македонија, моментално се наефтини картите со авиокомпанијата ЛОТ, односно со полската авиокомпанија, а се уште немаме добиено специјални цени за идната година. Јавете ни се на 647 780 6549. Уште еднаш да спомнам да се заблагодарам до сите вас, почитувани слушатели, кои минатата година излеговте во пресред за радиочасот Глас од Македонија да не се затвори. Меѓутоа морам да признам дека и оваа година ни е потребна вашата помош. Јавете ни се на 647 780 6549. И како што гледате, еве, ако и ова наше издание ви приреди пријатна разонода, а јас од срце ви благодарам што бевте со нас, истовремено ве поканувам повторно да не слушате идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога ќе го откриеме ликот на актуелниот председател на црковната општина Света Недела од Иџекс, Славе Бунтевски. Но пред тоа, сите вие што имате пристап на YouTube, отворете на The Voice of Macedonia идниот петок, како и секој петок од 8 часот навечер, но таму е со друга содржина радиочасот Глас од Македонија, а се надевам интересна за слушање. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатна седмица.